Како се испраќале македонските мозоци од судска медицина до Америка? Може ли Министерството за здравство да понуди одговори? Македонија добива најрестриктивен закон за пушење во регионот или против пушењето. Здравје или забрана без компромис по економијата. Комисијата за кардиолошки операции е на стаклени нозе или можеби не е по заминувањето на КЕДЕФ од Советот на Министерството. Што понатаму? Ова се само дел од темите за кои ќе разговараме вечерва со министерот за здравство Азир Алиу во Директно, кој е мој гостин. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Благодарам на поканата. Добре ве најдов. Ви благодарам што се одзвавте на поканата. Пред малку стигна едно соопштение од Министерството за здравство во кое што на некој начин како да се оттргнува од оној проблем што се појави или проблем во најава за тоа што се случувало во минатото. Иако имаше најави дека можеби ќе формирате комисија што треба да испита како, зашто и дали биле почитувани законските, но и етичките стандарди при испраќањето на тие мозоци во Америка, што понатаму е постапката? Благодарам на прашањето. Значи се работи за научно-истражувачки проект помеѓу Универзитетот во Колумбија и нашите институции тука, каде што бил вклучен нашиот институт за патологија, исто така факултетот за медицинскиот факултет и клиники. Така да се работи за една врвна светска научна истражувачка институција како што е Колумбија Универзити и нашите институции тука. Исто така се работи за врвни научници таму и тука. И се работи за проект кој што почнал во 1996 година и траел се до 2017 година. Во тој период институции кои што давале дозвола по строги протоколи како може да се направи увоз на медицински материјал, не постоел Малмет тогаш, бил дел од таа институција бил дел од Министерството за здравство. Исто така, за жал, заради законските одредби до 2018 година, знаете дека сите материјали поврзани со тој тип на чување на документација бил 15 години, додека после од 2018 година со построги ЕУ закони и протоколи, значи тој тип на документација максимум треба да се чува во институциите 25 години. Одма по објавите направивме активност во Министерството со работна група која што беа задолжени да најдат евентуални материјали и протоколи за работа на тој научно-истражувачки проект. Додека збориме, се уште немаме кај нас, баре во Министерството, најден некој материјал, но исто така ги има материјалите. Се надам, јас разговарав и со МАНУ, бидејќи тогаш во тој период Етичката комисија од МАНУ дал согласно за да може тој проект да биде активен и да може да е функционален. Така да се надам дека во овој период, за 2-3 дена, ние ќе ги имаме сите, целата документација ќе биде све појасно. Лично, ако ме прашувате... Да, ќе ве допрашам, само да расчистиме. Рековте до 2017 се одвивал проектот. Тоа значи дека документацијата која што има обврска да се чува 15 години, ја имате најмалку од 2011 година наваму. Сега не знам кои активности биле во тој период, се уште немам доволно јасни и прецизни информации, мора да признам. Бидејќи денеска имавме и многу други активности и чекав од групата која што работи во Министерството да ме информира за евентуалниот наод од административна гледна точка. Како и да, јас верувам во нашите институции, верувам во МАНУ и јас не можам да кажам со сигурност, но имајќи во предвид за каква држава се работи, за каков универзитет во Америка, јас мислам дека многу малце се можностите да има некој тип на злоупотреба. Знаете како е да направите транспорт на медицински материјал, биолошки материјал од една во друга земја, има строги протоколи. Не само кај нас, туку и во сите други земји, особено во Соединетите Американски држави. Така да, имајќи во предвид од другата страна профилот на луѓе кои што биле вклучени и локални и во Соединетите Американски држави, ценам дека ова е само еден научен проект кој што
имал за цел да добива материјали и резултати се со цел поврзани со тоа науката. За сега е додека немате потребната документација на субјективна оценка би можел да речам. Така. Но дали другата ќе страна мора да формирате ве комисија информирам која дека што ќе треба сериозно да го истражува, бидејќи тука имаме многу прашања од законски и од етички аспект за кои јавноста би сакала да ги има одговорите, без разлика со што тоа се случувало пред 30, 20 и 15 години од денеска. Значи, дали ќе формирате некаков тип на група која што ќе може да открие што точно се случувало, бидејќи во моментов сите само ги имаме изјавите на поранешниот директор на судска медицина, по некоја штура изјава од професорот кој што работеше на Американскиот универзитет во Колумбија и ова што сега вие го кажувате, меѓутоа недоволно подкрепено би рекол. Видете, како министерство, како институција, ние не сме надлежни кон тие институции. Исто така како проект, ние не сме надлежни, се работи за научно-истражувачки проект, кој што припаѓа во областа образование и наука, каде што ресорна институција е Министерство за образование и наука. Ние сме надлежни за делот на протоколите за материјалот и за тој протокол како материјалот собран и увезен од една во друга држава, и во овој дел ние работиме. Значи, за деталите од аспект на науката и резултатите ние не сме надлежни. Исто така морам да признам дека тука освен институтот, факултетот и МАНУ бил вклучен, исто така етичката комисија од МАНУ. И јас знам дека ваков тип на информации на новости се интересни за јавноста, но ние мора конечно да почнеме да веруваме во нашите институции. Сепак се работи за високообразовна институција кај нас, се работи за Македонската академија на науките, се работи за проект кој што е меѓународен, се работи од другата страна за земја која што е една од земјите кои што ги има јасно и доволно јасно прецизирани сите тие протоколи за наука, и имајќи во предвид целиот екосистем за што се работи, јас лично уште еднаш велам дека мислам дека тука многу малце има место за паника. Јавноста не видела досега детали од тие испитувања, резултати на испитувањата што тие можеби би ги донеле. Можеби тие се во САД, но не, има научни истражувачки. Дали дел од тие научни истражувања се вршени во Македонија? Тие се вршени помеѓу двете институции во двете земји, лабораториски најверојатно. Јас немам доволно информации од научна гледна точка, но имајќи во предвид дека имаме научни списанија кои што веќе тие резултати биле објавени, исто така имајќи во предвид дека неколку научници од нашата земја кои што се уште работат тука биле дел од тој проект, ценам дека резултатите се од научна гледна точка тука, тие се објавени во неколку научни списанија и уште еднаш напоменувам, како министер за здравство, делот на протоколите за тој биолошки материјал со тие закони кои што постоеле во 96-та година, ќе треба да го истражиме како и дали биле све по протокол. Вториот момент кој што се работи за наука и научни истражувања не е дел од нашето портфолио. Ве уверија ли досегашните изјави на актерите, би рекол, во овој случај, дека семејствата на оние луѓе од кои што практично биле органите пренесувани во Америка биле запознаени со постапката? Јас немам информации додека разговараме дали тој протокол и дали имало тогаш дефиниран протокол како се доаѓа до биолошки материјал за научни истражувања. Како и да е, во текот на овие денови ќе биде и тема и тој момент. Уште еднаш напоменувам, и како човек и како универзитетски професор треба да веруваме и во науката и во научниците, и ценам дека треба да се остави малце време за да може да се анализира дали целиот протокол е запазен или дали законски е истражувано. Уште еднаш напоменувам, многу малце има место тука за паника.
Добро, и последно прашање на оваа тема, бидејќи вчера ми се чини дека видов една изјава од вас дека ќе формирате комисија која што ќе го доистражи целиот случај. Па тоа е работната група кај нас, дел од вработените во Министерството. Сепак се работи за долг временски период. Збориме за 1996 година, која што имало тотално други закони. Министерството било како организационо тело различно организирано. Малмек тогаш не постоело како институција која што дава лиценца и можност и документација и протокол за таков тип на биолошки материјал да може да излезе надвор од државата и протоколот. И затоа се работи за временска рамка која што навистина бара време, бара истражување внатре во архивата, не само локално кај нас и во државниот архив, така да ќе ценам дека ќе дојдеме до резултати. Јас сум сигурен дека, бидејќи се работи за меѓународен проект, не само кај нас, јас сум сигурен дека и таму во лабораторијата и во универзитетот имат материјали. Сепак кога се работи за таков тип на интернационални проекти, мора да има меморандум на соработка помеѓу институциите, мора да има протокол на работа, на собирање на материјали, на методологија на истражување и така натаму. И ценам дека кога ќе ги собереме сите, заедно со универзитетот, со факултетот и со и другите институции надлежни, тука вклучувајќи го и МАН, ќе дојдеме до резултат кој што побрзо да излеземе во јавноста, да кажеме што се случило е подобро и за нас и за граѓаните. Бидејќи уште еднаш напоменувам, не е добро да не веруваме во нашите локални институции, во експертизата на нашите научници и професори. Бидејќи секој ден ако имаме ваков тип на притисоци, замислете како би изгледало науката и нашите државни институции. Можам да се согласам со некои делови, но зошто го поставувам, зошто таа недоверба? Еве, пред неколку дена ни се случи да чуеме и онаа вест дека 5 тони марихуана практично од легално производство кое што требало да биде во Македонија се пронајдени во Србија. Дали тука заедно со Министерството за внатрешни работи, предпоставувам, Министерството за здравство исто така врши контрола за да види што се случило? Прво, не може да ги дава споредиме. за производство на марихуана за медицински потреби ги дава Министерството за здравство. Прво, не можеме да ги споредиме првиот случај за истражувачкиот проект со вториот случај. Од аспект на јавност и ги од аспект споменав, на профил на луѓе и од аспект на резултати и активности. Како и да е, затоа постојат државни институции за да може да следат, да спречат и да превенираат понатамо да не се случува таков тип на злоупотреби. Тука дефинитивно работиме заедно со МВР и сме дефинитивно активни за да може, се уште сме во теке истрагата и не можеме многу детали да дадеме. Како и да е, ние како Министерство за здравство сме надлежни за да може да даваме лиценци за работа на таков тип на институции. До сега дадени се 60 лиценци, одземени се, мислам, ако не се лажам, 18 лиценци заради недоволен капацитет и исполнување на базичните услови на тие институции. Исто така ние сме надлежни како Министерство за здравство за да може да ги следиме и понатаму после давањето на лиценцата на тие институции, како функционираат, како произведуваат, како се складира материјалот. Тие се надлежни кон нас да известуваат периодично за вкупниот материјал кој што веќе го имаат како производ, но исто така и протоколите кои што ги процесуираат внатре во институцијата. Во овој дел ние сме надлежни. МВР истражува заедно со нашиот тим за да може да дојдеме до крајен резултат. Уште еднаш напоменувам, за жал, заради временски период кој што ни се случуваат и едната и другата информација, се надевам и имам надеж дека јавноста ќе знае да компарира помеѓу наука и злоупотреба на државните институции од аспект на креирање на таков тип на процеси кои што се надвор од протоколите кои што ние ги имаме дефинирани како институција. Се работи за приватна компанија која што понатаму ќе треба да се анализира заедно со МВР и претпоставам кога ќе имаме резултати ќе заврши истрагата, ќе излеземе во јавност. Дали овој случај ќе ве натера да можеби ги ревидирате сите дозволи кои што се даваат за производство на марихуана и да влезете во еден процес кој што
треба да почувствува дали се случуваат малверзации, манипулации и со некои други останати компании. Вие знаете дека јас имав пресконференција која што најавив дека правиме измена на 12 закони креирани на 3 нови закони. Еден од нив е всушност овој закон. Ние знаевме дека има потреба да биде доусогласен со европските директиви и веќе работната група работи, веќе имаме драфт верзија на измени на тој закон. Се надевам дека за брзо време, заедно со сите стекхолдери, ќе дојдеме до решение на измена на некои членови од тој закон, се со цел да биде подобро дефиниран и да нема простор за манипулации во понатамошниот тек кога тој истиот ќе се имплементира. Изминативе денови, изминативе недели би рекол, големо внимание во јавноста предизвика новиот предлог закон за забрана на пушењето, односно за заштита од пушење. Според она што можевме да го видиме, прочитаме, тој е можеби најстрог во регионот, веднаш после Словенија. Мислите ли дека Македонија со целиот свој историски, културолошки и друг габарит може да поднесе еден закон со вакви рестриктивни одредби каков што има Словенија? Прво вака, добро рековте, законот не е против пушење, туку е за заштита од пушење. Зборот за заштита од пушење значи заштита на населението од инфраструктури, од амбиенти кои што има чад. И тука ние сме надлежни како институција, како министерство, но исто така според нашиот устав секој граѓанин има право на здрав живот, на здрава околина, на здрави моменти кои што нема да му наштетат индиректно на здравието на граѓанинот. Се работи за население кое што, за жал, над 45% кај нас имаме активни пушачи. Тоа значи дека активен пушач значи дека пуши повеќе од 18 цигари на ден, што е всушност голема бројка на активни пушачи во државата. Исто така, знаете дека научно е докажано дека и пасивното пушење исто така е толку штетно колку активното пушење. И ние како Министерство за здравство правиме анализа, знаете дека од првиот ден реков дека ќе креираме политики базирани на податоци и на потреби. Податоците покажуваат дека здравствените проблеми кај граѓаните кај нас во државата директно се поврзуваат, дел од здравствените индикации и проблеми директно се поврзуваат со активно пушење. Исто така имаме голем број на клинички случаи кои што се анализирани на население, на граѓани кои што се пасивни пушачи, исто така имаат здравствени проблеми, дали канцер на бели дробови, дали кардиоваскуларни проблеми, а кои што се научно докажени дека се поврзуваат со пушењето. Од другата страна, знаете дека младите претежно работат во ресторани, кафичи и така натаму. Младото население, како во секоја држава, е најбитен елемент на секоја држава и тие работат минимум по 8 часа во амбиент кој што се пуши. И значи дека секој од нив кој што е изложен на таков амбиент, кој што има чад, е пасивен пушач и да не пуши он активно е пасивен пушач, автоматски значи дека он е веќе ризикуван од аспект на здравствени проблеми кои што се поврзуваат со пушењето. И ние како Министерство за здравство сме надлежни како институција да креираме амбиент, да креираме закони поврзани со заштита од пушење, а се со цел да може таа група на граѓани кои што не се активни пушачи да ги заштитиме и да ги заштедиме од таков тип на здравствени проблеми кои што би ги имале во понатамошниот тек на животот, додека за 45% на населението што се активни пушачи, ние не забрануваме пушење, туку строго дефинираме каде може тоа да се пуши. Затоа и реков, сепак законот, за разлика од оваа ситуација што сега ја имаме, практично како со нож пресечено, наеднаш го забранува пушењето на многу места кои што досега беа дозволени и кажуваме рестриктивноста е слична како онаа во Словенија, која што важи нели за една од европските земји, каде што пушењето е многу строго регулирано и забрането на
на многу места. Нели мислите дека е потребен посилен период и подготовка за населението, особено пушачите, да имаат време да се привикнат на тоа што се вели забрана? Две работи. Прво, законот се уште е драфт верзија. Тоа е на ЕНЕР. Мислам, законски уште 9 или 10 дена ќе биде таму. Тој е отворен за коментари, за нови идеи, за подобрување на текстот на законот. Ние имавме и ќе продолжиме да имаме, и јас лично, и како група, и како влада, состаноци со сите заинтересирани страни, кои што се директно или индиректно поврзани со бизнисот или со производството на тутун. И заедно со нив ќе работиме законот прво да биде имплементиран, бидејќи ако креираме закон без соодветни услови за да може истиот да биде имплементиран, тој ќе биде фрустрирачки за двете страни, и за државата која што носи закона, истиот не може да се имплементира, но исто така и за бизнисот. Значи, добро, јас сум изненаден дека тие не се против овој закон, едноставно барат време на прилагодување. Никој не може да има против нешто што е здравието, нели? Така. Таков еден убав закон би можело да се донесе и за загадувањето, меѓутоа очигледно таму имплементацијата е многу потешка. Да го видиме првиот телоп, значи тоа е од Сојузот, од Стопанската комора, каде што можете тука и вие да го црнете, значи групацијата за производство на цигари при Стопанската комора, која што вели се очекува забраните на домашниот пазар да ја поттикнат нелегалната трговија на тутунски производи во земјава, што исто така негативно ќе влијае врз државниот буџет. Нацрт законот ќе доведе до сигурно намалување на работните места во тутунската индустрија и угостителскиот сектор, како и тежок удар врз малопродажниот трговски сектор, кој се очекува да ја загрози екзистенцијата на повеќе од 4000 малопродажни места во државата, без при тоа да понуди модел, решение и транзиционен период за прилагодување на тековната работа и залихи во сите канали. Се во ова го зборувавте? Ако ми дозволите, јас би дал одговор на сите параграфи од ова што го читавте. Прво, да почнеме од институциите кои што произведуваат тутун. Ние имаме, знаете, две фабрики во Скопје и во Прилеп. Исто така треба да бидете информирани дека извозот значи на материјал на тутунски на суров тутун е 60-40%. Фактички 60% кои што се извезува во надворот од државата, во европските земји, додека 40 останува во државата, и тој тутун е дел од креирањето на цигарите како суровина внатре. Направена е добра анализа, значи законот не е креиран само од канцеларија, туку се направени навистина истражувања, земени се добри практики од европските земји. Исто така направена анализа како би влијаело врз економијата и врз индустријата, но исто така и врз компаниите, значи средни и мали компании кои што се поврзуваат со тој бизнис. Сакам да уверувам дека производството нема да може да се намали, нема никаква логика, бидејќи едноставно ние не забрануваме пушење на цигари, туку дефинираме место каде тоа може да се консумира. Добро, тоа помалку мора да влијае врз намалување и на бројот на пушачи во земјата. Се очекува, тоа е суштината на законот. Суштината на законот, и ако ги анализирате првите делови од законот, ние почнуваме прво, законот предвидува информации за малолетни лица, за граѓани, за родители, ќе одиме поред. Креирање на државни институции кои што за одвикнување од цигари ќе може да нудиме стручна помош. Така. И сега има, и тоа постои, и телефонски број постои. И телефонски број, но едноставно ќе го дефинираме тој дел. Добро, значи намалување на производството, вие велите дека тоа нема да се одрази на намалување на производството. Нема да се одрази, дефинитивно. Бидејќи 60% оди во извоз. И тоа се зголемува. Тенденцијата е да се зголеми, да биде 70-30. Во делот на она што се вели нелегална трговија на тутунски производи, тука претежно се мисли на оние што сега ќе бидат забранети со новиот закон. Тоа се ароматизираните цигари и тутунски производи,
Така. кои што пред се дел од оние електронски цигари. Нели мислите дека кога кај нас ќе се забранат, дека потоа од Грција, Бугарија, Србија, Албанија, овие ароматизирани тутунски производи ќе доаѓаат многу по... Видете, тие се ризици во кои што ги имаме и не само со овој закон, и да имаме и да немаме. Бидејќи само ние и Словенија би забраниле ароматизирани. Во моментот, на пример, еве ве информирам дека во моментот и нелегален тутун и цигари имаме негде 1,9%. И во моментот, додека разговараме. Значи, со овој постоечки толку либерален закон, со таков тип на хаотичен, да кажеме, закон кој што ништо не дефинира, многу е општ, за жал, од 2018 година. Знаете дека имавме закон кој што дефинираше кај може да се пуши, кај не може да се пуши. За жал, во 2018 година тој закон, делот, членот едноставно е избришан и е ставено дека и претходно и овој не функционираше доволно значи, добро. може да пушите цигари само надвор, во тераси не се дефинира што е тераса, каков тип на тераси. Денеска, како резултат, ние имаме тераси кои што се дел од амбиентот, од ресторанот или од кафичот. Малопродажниот трговски сектор се зборува за околу 4000, би рекле, посетни трговци, оние тобакоа или мини продавници кои што во голема мера зависат од овој тутунски промет, кои што ќе треба да практично веќе да не ги изложуваат цигарите, тие вложиле во тоа, бидејќи така барале од нив тутунските производители, сега треба одново да прават. Што со нив? Се очекува и таму затворање на делот? Дефинитивно ние како држава имаме и мерки кои што ќе помагаме и ќе бидеме дел од имплементација на законот и од аспект на помагање на пушачите, и од аспект на помагање на индустријата, се со цел да може овој преоден период да биде помал. Па еве, во моментот, на пример, додека имаме ваков општ закон, ние имаме негде од прилика 5% од бруто домашниот производ кој што имаме штета од пушењето. Значи 5% од бруто домашниот производ влегуваат грижа на граѓаните од здравствена гледна точка и на активност на тие граѓани во секојдневната работа која што тие ја работат. Имајќи во предвид дека може да се намали овој процент на бруто домашниот производ, имајќи во предвид исто така и други проекти кои што планираме да ги работиме заедно со Светска здравствена организација, со EU for Health програмата и со други програми, ние ќе имаме сетна палета на активности кои што ќе помагаме и за граѓаните и за институциите да може да се премости овој дел. Исто така направена анализа во европските земји, вклучувајќи ја и Словенија, по имплементација на законот, едноставно бидејќи имаше и еден параграф од типот ќе се намали бројот на посетители во угостителските институции, што резултира неточно од таа гледна точка, бидејќи граѓаните сакаат да одат и не е единствена причина да одиме да пушиме цигара, туку причината повеќе и секојдневно ние велиме дека ќе одиме на ручек или на кафе или на пијачка, така да не велиме ќе одиме на пушење на цигара во ресторан. И полека ние сме граѓани кои што веќе имавме закон и функционираше, колку и да беше недоволно и тој дефиниран правилно како што треба, функционираше и даваше резултати. За жал, уште еднаш во 2018 година се избриша делови од член на закон што дојде до ваква ситуација. Денеска ретко наоѓате институција, ресторан кој што не се пуши внатре во затворен простор. Добро, ќе замолам режијата. Вториот телоп да го видиме. Ова е од Сојузот на стопански комори. Председателот Горан Ѓорѓиевски во Бизнис објектив рече треба добро да се размисли, квалитетно да се размисли за импактот што ќе се остави во однос на производството на тутун, тоа што веќе го споменавме. Приходите сега се околу 250 милиони евра. Во 2010 година, кога овој закон беше воведен, има проценка дека околу 10% од приходите од тутунот се намалени, а тоа сепак ќе значи сериозно намалување во буџетот на државата во однос на акцизи и во однос на ДДВ. Претпоставувам, вие сте подготвени од тоа да се откажете како држава. Видете, здравјето нема прво цена. Мора да тргнеме од тоа. Здраво население дефинитивно не може да се компарира со никаков друг тип на бизнис или на
на turnover, на економски моменти во државата. И на крајот на денот, секој бизнисмен, колку и да има директно или индиректно влијание бизнисот со тутунот и со цигарите, на крајот на денот, ние кога одиме дома на нашето семејство ги прашуваме како сте, а не колку пари сте добиле. Значи, сакаме здравието и здравствената положба, ситуација на нашето семејство да биде на ниво, значи да немаме здравствени проблеми. Ние како држава мора да се грижиме за здравието на населението и тоа ни е пред се. Уште еднаш напоменувам, ние нормално дека економскиот момент ни е битен, но не по секоја цена и по цена на здравието на населението. Ќе има ли транзиционен период? Кога очекувате да се изгласа законот и дали ако се изгласа можна да се остави период од неколку месеци за транзиција? Тоа е барање, разговараме заедно со заинтересираните страни, колку време им треба за да може да се прилагодат и бизнисите и начинот на нудење на сервиси и така натаму. И тука сме флексибилни да видиме и реално сакаме навистина законот да се имплементира, да не биде само закон изгласан и неимплементиран. Уште еднаш напоменувам, тоа е фрустрирачки за нас како министерство и за државата, но и за граѓаните. Затоа мислам дека и ние како државни институции имаме потреба за подобрување на капацитетите во инспекторатите, бидејќи тие се тие што треба да одат на терен и да видат дали законот се имплементира. Мислам дека ќе им треба одреден период за да може да се прилагодат, но тој период мора да биде строго дефиниран, кога ќе почне законот да се имплементира, кои се фазите и исто така напоменувам уште еднаш, паралелно со имплементација на законот, ние мора да имаме јасно дефинирани кампањи за информирање на граѓаните за штетните последици кои што би ги имале ако се активно пушачи. Исто така една информација која што е загрижувачка за нас како нација и како држава, дека секој млад на 16 години баре еднаш пробал некаков тип на никотин, дали се тие традиционални или овие модерните електронски цигари. Но исто така е голем бројот кај младите, во топ 5 како држава сме кои што и младите над 16 години се консументи на никотин. Имајќи ги во предвид сите овие информации, имајќи ги во предвид исто така здравствените последици кои што ги имаме како нација со таков тип на обсек на пушачи, мислам дека треба законот поскоро да се донесе, што побрзо да се имплементира толку подобро, но нема да брзаме, се со цел само законски да се донесе законот и да се брза со имплементација, бидејќи сакаме од првиот ден кога ќе се имплементира да нема фрустрации од типот во еден ресторан се пуши, во другиот не се пуши или во еден град повеќе се имплементира, во другиот град помалку. Реално ли е да се очекува дека овој закон би можел во полна сила да профункционира некаде од мај, практично со почетокот на летните тераси? Да оставиме на анализите што ги правиме заедно. Сега веќе сме во таа фаза која што анализираме заедно Министерството, експертите што се вклучени во законот, универзитетски професори, исто така имаме од производителите и од приватниот сектор, да видиме која ќе биде одлуката, крајната одлука. Уште еднаш напоменувам, нема да инсистираме по секоја цена законот да се имплементира од првиот ден, ако немаме услови како држава или ако не се спремни, ако не е спремен приватниот сектор, ама сакаме во моментот кога ќе одлучиме да се имплементира, навистина да се имплементира и да нема веќе назад. Добро, ви благодарам за сега. Останете со нас, почитувани гледачи, имаме кратка пауза за реклами. Во директно со министерот за здравство Азир Алиу разговараме на повеќе теми што го тангираат здравството. Господин Алиу, како ја толкувате оставката на доктор Кедев од вашиот здравствен совет? Дали ве погоди тоа? Јас се разговарав со професорот, разговаравме негде
40 минути, заедно со темите поврзани со здравството. Јас прво сакам јавно да му се заблагодарувам за досегашниот придонес што го даде како член од 9 члена, нели се законски така е составен тоа советодавно тело. Како е да е, тие се лични наши одлуки, дали сакаме или нечеме да бидеме дел од некој таков состав, а се со цел да можеме да придонесеме кон здравството. Јас како министер и како човек кој што сум менаџирал и порано со процеси, сакам навистина процесите да бидат двојно, тројно анализирани пред да ги имплементираме. И тоа тело мене ми е многу битно и лично како министер, но и институционално, за да може да ги анализираме политиките во кои што ги креираме и ги имплементираме во здравството. Ние продолжуваме понатаму базирано исто така како што досега сме направиле, базирано на податоци и на потреби. Ние продолжуваме со составот, со активностите во министерството. Знаете дека едно од најсензитивните министерства е не само кај нас во секоја земја, веќе таков е профилот на институцијата и ние немаме време за чекање за да може да анализираме што и како, туку да продолжиме понатаму со креирање на политики, се со цел да направиме здравство. Добро, рековте, разговаравте 40 минути, за што разговаравте? За сите политики кои што ние сме блиски, ние се знаеме со професорот. Уваживте ли дел од неговите аргументи кои што велат дека составот на таа комисија недоволно добар? Па, реално составот на таа комисија е составена од наши стручни лица. Јас верувам во секој од нив. Значи, тие се доктори кои што работат на јавните и на приватните здравствени институции кај нас во државата. Направија фантастична работа со неколку, мислам дека ако не сум во грешка, 13 состаноци кои што ги има. Јас како министер бев само на првиот состанок и на последниот, на првиот кога дефиниравме методологија на работа на таа комисија и на последниот кога веќе имавме драфт извештај кој што излеговме пред јавноста да може да ја информираме јавноста. Јас верувам 100% во секој од нив кој што е дел од таа комисија, уште еднаш јавно благодарност до нив. Исто така верувам во тројцата научници и истражувачи, исто така и клиничари добри во Словенија и Италија, кои што не само сега кај нас во државата, туку биле активни во слични проекти и во други држави. И верувам дека заедно тие тројца уште еднаш со нашата стручна комисија ќе ги разгледат тие случаеви кои што беа дефинирани како спорни. Од 19, 10 беа дефинирани како спорни. Како спорни, ќе ги анализират уште еднаш. Во меѓувреме стигна уште неколку. И ќе имаме крајен резултат. Да, во меѓувреме стигна уште 4 неколку портфолија поврзани со кардиоваскуларни проблеми. Мислам дека може и да се зголеми тој број на спорни, ајде да кажеме, процесирани, клинички процесирани случаеви. Уште еднаш не сакам да правам, бидејќи ние сериозно од првиот ден сакавме оваа работа да ја тераме до крај, бидејќи резултатот од крајниот резултат од оваа работна група за мене лично како министер и за министерството ќе биде патоказ за креирање на политики понатаму, а се со цел да се подобри довербата на граѓаните кон здравствениот систем, но исто така да не се случат евентуално пропусти кои што се случиле. Има ли ризик да се забошати овој случај? Како што во Македонија многу често бива? Само да завршам со мислата, бидејќи мислам дека е битно да се доискажам. После креирањето на таа работна група, јас лично трошев многу време да анализирам како евентуално се справуваат држави кои што се поразвиени и подобра инфраструктура во здравството, ако случајно се случуваат ваков тип на пропусти или надвор од протоколите активности. И верувајте дека бев изненаден дека навистина во многу развиени земји знае да се случуваат активности поврзани со клинички услуги кои што се на работ на таа грин зона, дали требало или не требало, и затоа постојат во светот, во развиениот свет и поразвиени здравствени инфраструктури од нашата, тие хард тимови
кој што уште еднаш чекира дали пациентот треба да се третира на еден или на друг начин и ние истото ќе го направиме кај нас, значи после завршувањето ќе имаме хард тимови кои што ќе помагаат и за докторите да бидат сигурни дека треба или не треба соодветна операција, каков тип на интервенција треба да се има и на крај ќе бидеме спокојни и ние како држава и како институција, но и докторите кои што работат. Јас уште еднаш верувам во нив и навистина ние крајно време да почнеме да веруваме дека и ако има некоја злоупотреба, треба да се институциите да бидат активни и да се грижат да не се повтори, но исто така ако има некој намерно што направил некоја тип на злоупотреба, да може да има санкции. Бидејќи дел од болниците излегуваат во јавноста со ставови како да е ова завршена работа и дека ништо не е откриено и ништо нема да се открие. Не, воопшто не е така. Читав едно соопштение пред 2 дена од симпозиум на кој што и вие сте присуствувале на една од приватните болници, каде што велат кедев не дојде, ова значи дека ништо од овие случаи не може да има разрешница затоа што сите биле такви какви што се, односно како што требале да бидат. Видете, јас раководам со сектор уште еднаш сензитивен, здравство, и еве кажувам дека процесот првата фаза од процесот е завршена. Таа беше јавно со пресконференција завршена, значи со првиот драфт извештај. Втората фаза, вториот дел од првата фаза е заедно со тројцата експерти од надвор да може да имаме краен резултат, краен извештај. И тоа веќе се работи. Огромна беше документацијата, со месеци беше преведена од страна на стручни лица. Знаете дека таму имаме мултимедијални материјали, административна документација, клиничка документација која што целата требаше да биде спремна и преведена на англиски јазик, требаше да се стави на соодветна хардверска инфраструктура за да може експертите од надвор, значи тие се луѓе кои што имаат многу малце слободно време и многу малце можеме да ги видиме физички да доаѓа, затоа направивме инфраструктура која што ќе им помогнеме да може во дистанца да може да имат пристап до документацијата. Од другата страна се работи за многу сензитивна документација, моравме да пазиме од таа гледна точка и ние месец и пол два цел стручен тим работеше на преведување на целата документација. Се надевам дека многу брзо ќе најдат заеднички термин нашата интерна комисија и надворешната комисија за да имаат заеднички состанок и да ги дефинираат уште еднаш, да ја дефинираат методологијата за втората фаза. Очекувам според нив, бидејќи јас имав средба, очекувам не повеќе од 2-3 средби, веќе све им е веќе сервисирано како материјал. Очекувам не повеќе од 2-3 средби за да завршат со, веќе не се многу како кейсови, да завршат и да имаме краен извештај, кој што јас од првиот ден реков дека ќе биде јавно објавен и на веб страна, но исто така ќе имаме пресконференција, јас лично, за да може да објавам краен извештај од овој случај. И ова е првата фаза. Не завршува пак тука. Втората фаза е внатрешната комисија ќе оди физички во институциите, во здравствените институции, кои што за последните 3 години по 3 до 5 случаи ќе земе и ќе ги анализира на лице место, значи во здравствените институции, а паралелно на ова... Во приватните или во државните? И во државните, и во приватните, бидејќи имаме индици и таму дека дел од протоколите не се доволно Овие 10 случаи предпазливи. за колку болници се однесуваат? Па сега не би дал многу информации. Крајниот извештај ќе даде. Не прашувам за која болница. Ќе даде и имиња и се надевам повеќе информации, а поврзани со случаевите. Паралелно на ова, значи знаете дека лекарската комора пред мислам дека 3,5 месеци 4, јас барав од лекарската комора да може и лекарската комора да истражува. Паралелно и лекарската комора го прави тоа, кога ќе ги собереме сите, базирано на докази на тие извештаи, ние ќе направиме, ако треба, нов протокол и ќе менуваме начин на нудење на таков тип на услуги во здравствениот систем. Рековте дека 3 опции се во игра за нов клинички центар. Тоа веќе не се 3. Веќе не се 3.
Која е најреална и кога ќе има одлука? Кои се сега? Или сега останува една? Па, не, уште останува две, но едната е прилично, ајде да кажеме дека е известно дека тамо ќе биде, заради инфраструктурата. 8 септември ни дава од две гледни точки повеќе надеж дека може побрзо, прво да се креира инфраструктура за нов модерен клинички центар. И вториот момент е цената или економскиот момент. Бидејќи дел од инфраструктурата во 8 септември, како тврда градба, ги исполнува сите услови за да биде центар, значи здравствена институција. Вториот момент е инфраструктурно, имајќи во предвид и дека се поврзува со неколку булевари, но исто така од другата страна на булеварот има простор за да може да се градат нови згради, а се со цел да бидат дел од клиничкиот центар, но и близината со постоечкиот клинички центар. Знаете дека тешко е да може да се прилагоди институцијата која што работи со години во еден центар. Таму да не заборавиме дека ги имаме внатре во кампусот Мајка Тереза не се само клиничкиот центар, клиничките институции, клиничките центри, туку исто така институтите и факултетите, значи и медицинскиот, и стоматолошкиот, и фармацевскиот, кои што се поврзани директно или индиректно со услуги, клинички услуги и инфраструктура во здравството. И затоа сме предпазливи и правиме анализи за да може да не направиме поголема штета отколку подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Како и да е, ние ќе отвараме постапка за да може да се анализира постоечката инфраструктура во 8 септември и да видиме колку ќе кошта дополнителната, нели, новите градби и поврзувањето со старата инфраструктура. Тие би биле кај Па тие би биле во кругот на 8 септември, значи таму веќе не рековте од другата страна на булеварот. Да, експертите, па да, и од другата страна на булеварот има Тоа простор. е Борис Трајковски. Така, експертите велат, значи градежни архитекти велат дека таму може лесно да се прилагоди целиот простор за да може да имаме соодветен клинички центар за нашите потреби. Но другата страна исто така, знаете дека клиничкиот центар, напоменав дека има институции кои што ни се битни. Ќе видиме кои од тие институции ќе останат, најверојатно факултетот и институтите, и како ќе бидат поврзани со новиот клинички центар. Во делот на ова што го нарекуваме инфраструктура, докаде се постапките со изградбата на трите болници во Штип, Кичево и третата, подсетете ме. Значи Штип, Кичево и Тетово. И Тетово. Да. Значи од инфраструктурна гледна точка, за жал, знаете дека помеѓу првите мои пресконференции беше паркингот на клинички центар Мајка Тереза. За жал, еве, со години таа инфраструктурна болна точка не е решена и затоа првиот момент мислевме додека нудиме здравствени услуги, мора да нудиме инфраструктура која што граѓаните и пациентите ќе најдат соодветно место за паркирање за нормално време, да не трошат време. Еве, веќе за среќа ги завршивме сите административни процедури и проблеми кои што ги имаше. Че целиот простор, парцелата не беше дефинирана, не беше на катастар како парцели, ги дефиниравме. На седница на влада помина за да може парцелите да бидат собственост или за ракување со парцелата да е Министерство за здравство, за да може понатаму наредниот вторник, бидејќи на службен вестник требаше да излезе, без службен вестник нели не може да одиме вторчеко. Очекуваме денеска или утре на службен вестник да излезе тоа што помина пред една недела на седница на влада, за да може наредната седница на влада да се задолжи Министерството за здравство да се потпише договорот со град Скопје за да може да се градат катните гаражи таму, значи монтажни катни гаражи, кои што ќе зголемат број на паркинг места максимум до 1000 слободни паркинг места, но исто така и хоризонталната инфраструктура ќе биде модернизирана и соодветно направена. Имајќи во предвид овој дел, значи вториот голем проект во државата инфраструктурно е тоа што вие го спомнавте, 205 милиони евра инфраструктурни
проекти во Штип, во Тетово и во Добро, тоа Кичево. треба да го ослободи Скопје од притисокот Тоа, малку прво, на ќе го ослободи медицински Скопје од тој услуги, притисок, што ги а пружа. притисокот верувајте дека е многу голем. Во моментот 70% на граѓаните кои што добиваат здравствени услуги на терцијално ниво, значи на клиничкиот центар во Скопје, тие услуги не се соодветни за терцијално ниво, значи за клинички центар. Граѓаните тие услуги треба да ги добиваат на примарно и на секундарно здравство. Тоа значи дека 70% ќе се намали бројот на пациенти на клиничкиот центар, а со тоа ќе се зголеми времето на професорите и научниците за да се бават со нови технологии, нов пристап кон здравството, за да може да се подигне и да одиме на друго ниво. Вториот момент е, ние цело време велиме здравство поблиску до граѓаните. Знаете, и од економска гледна точка, и од временска гледна точка, друго е кога имате здравствени услуги поблиску до вас. Ние како луѓе, знаете, за жал, многу често знаеме приоритет да дадеме на работата, не на здравјето, додека немаме индикации дека нешто се случува со нашето здравје. И дополнително товар е ако вие треба да одите од еден град на друг град за да добиете здравствени услуги. Добро, ова се надеваме дека освен инфраструктурно ќе нудиме и здравствени услуги кои што граѓаните повеќе ќе ги добиваат и почесто, а се со цел да бидат поздрави. Ова целото предпоставувам дека мора да иде со еден паралелен процес на дигитализација, бидејќи вие денеска практично не можете да се снајдете во прво низ ходниците на болничките установи, а уште помалку низ медицинските извештаи кои што ги немате на дланка. Како тоа би одел? Дефинитивно, паралелно. Значи, не се поврзуваат едниот со другиот процес. Значи, ние веќе сме при крај. Административно завршивме и се надевам дека за 2 недели до 3 ќе имаме нов дата центар во Министерство за здравство, а се со цел да подигнеме здравствени услуги и дигитализација на процесите во здравството, а да може да транспарентноста да се зголеми и да може граѓаните полесно да доаѓаат до здравствени услуги. Еве утре имаме пресконференција. Треба стабилен мој термин, ни треба пократки листи на чекање, сето тоа што значи, сега го нема. Денеска разговарам со некои колеги, во 8 ми е закажано, во 10 стигнувам на термин. Дефинитивно сте во право, значи за сите за здравство која што во моментот има потешкоти во процесирање и тоа е заради хардверска инфраструктура, значи таа е стара од 2010 година. По сите правила, значи таа инфраструктура е веќе многу стара инфраструктура, многу ризична за да може податоците на такви сензитивни податоци да се процесуираат. Но од другата страна, значи, сакаме дигитализација и сакаме нови продукти и модули внатре во здравство, а за таа цел ни треба подобра и постабилна инфраструктура. Утре имаме пресконференција која што ќе биде објавена една од многу долго, да кажеме, очекувани услуги за граѓаните, значи таа листа на чекање, значи веќе ќе имаме транспарентна листа на чекање, која што граѓаните ќе знаат колку треба да чекат или колку се чека за некоја операција, здравствена услуга од тој тип, за да може да предвидуваат, но исто така да евентуално ако има злоупотреби да се намалат или да се воопшто да ги нема. Значи, чекор по чекор, паралелно со таа физичка инфраструктура, работиме и на дигитализација. Знаете дека другиот голем проект што сакам да го да ве информираме, ПАКС системот поврзан со дигитализација. Значи, тоа е систем кој што може радиолозите и здравствените работници да работат и во дистанца. Во моментот, за жал, треба со CD да одите од една институција на друга институција, за да може вашето медицинско досие и сликата, медицинската слика да се чита од страна на медицински стручни лица. Сега со ваков систем ќе може да ги ангажираме и нашите експерти, доктори кои што живеат надвор од државата, но сакат да придонесат кон државата. Веќе имав јас неколку состаноци со нив. Некои од нив за среќа веќе сме во постапка да може да се вратат. Двајца веќе се дел од нашиот здравствен систем. Со тој пак систем цениме дека ќе се намали бројот на денови на чекање на нашите граѓани за да може да дојдат до читање на резултатите од тие мамографски или други радиографски слики.
Кога ги споменавте радиолозите, што се случи со обидот за дисперзирање на онколошките центри низ државата? Па ние веќе тоа, освен што беше веќе работиме, ветувања. така е, веќе оваа година и од финансиска гледна Нели точка доцниме ги малку? дисперзираме. Па реално Не малку, 8 септември, многу доцни Македонија особено. мислевме дека не доцниме и внатре во нашиот процес, не само како држава во дисперзирање на онколошките. Јас мислев, ценев тогаш дека побрзо ќе стигнеме до дисперзија на онколошките услуги амбулантски во првата фаза, во Тетово, во Битола и во Скопје на 8 септември и во Штип. Во Штип нема да можеме оваа година заради инфраструктурата таму, не е соодветна. 8 септември веќе доби дозвола, значи административно веќе завршени се процесите за да може и тие веќе можат да процесираат амбулантски третман на онколошки пациенти. Кога би почнале? Тетово исто така веќе работат, веќе почна. Исто така, еден од проблемите беше финансискиот момент, бидејќи нема таков тип на здравствени услуги, заради тоа нема предвидено средства за да може да купуваат соодветни медицински материјали за тие онколошки пациенти. Сега веќе оваа фискална година и тоа го имаат. И Тетово функционира, Битола функционира, но може многу подобро. Битола има фантастични инфраструктурни капацитети. Очекуваме таму, освен амбулантскиот и другиот хоспиталски дел да се активира, но таму ни треба ЦТ симулатор за да може вкупно таа инфраструктура да биде заокружена. Па тоа е фактички таму веќе сега не имаме. функционираат практично Знаете, никаде освен во онкологија во Скопје. За пациенти кои што во ресна фаза функционира, сепак таму знаете има компликации, може да се појават компликации во текот на добивање на таа терапија, а за тоа ви требаат дополнителни стручни лица и надвор од онколошките специјализации. Затоа тој момент сме многу предпазливи, имајќи во предвид со каков тип на пациенти се работи. Али еве веќе Тетово има голем број на пациенти кои што локално ги добиваат услугите. 8 септември реално немам информации колку има пациенти или дали активно почнат да работат, како и да е од наша страна веќе имат дозвола за да почнат да работат. Хроничниот недостиг на лекари па и на медицински кадар со одлевањето и заминувањето надвор на оселувањето на македонците, особено на овие образовани во медицинските струки, станува прилично опасен тренд. Што правиме за тоа да го спречиме? Значи, тоа е тренд сегде во светот, не е само кај нас. Како и да е, ние треба да видиме што можеме кај нас да направиме и како може тоа да го спречиме, но од другата страна како може да се подобри тој хендек, тој геп помеѓу потребите и колку имаме здравствени работници во нашиот здравствена инфраструктура. За првото, направивме анализа зошто нашите граѓани, експерти, доктори, медицински сестри сакаат да одат надвор од државата. Имаме неколку причини. Една од причините е платата, но не е прва, така да не олесни тој дел, бидејќи сакат да имат јасно дефинирани правила за кариерен развој во здравството. И тоа веќе го правиме, затоа 12 закони менуваме, за да може тој кариерен развој да биде јасно дефиниран и да биде помалце повеќе робусен кон надворешни влијанија, за да може да се спречи некој доктор да унапредува или друг да оди побрзо отколку што вреди и има капацитет. Да се спречи корупцијата во здравството. И во вториот момент, знаете дека веќе менуваме специјализации. Значи, сега ќе имаме општи специјализации и субспецијализации, се со цел да може побрзо да дојдеме до експерти, бидејќи со ваков тип на специјализации, насочени специјализации, ние произведуваме кадар кој што не е соодветен, нарочито не е соодветен за секундарно здравство. Например, кардиолог во некој мал град, он може да нуди само кардиолошки услуги, но не други услуги. И имаме недостаток на општи специјализанти, затоа направивме да може заедно со универзитетите Тетово, Скопје и Штип, правиме потполно нова специјализација
Веќе завршени се процедурите, остануваат уште 2-3 точки да ги анализираат експертите заедно со универзитетските професори и најверојатно наредната недела излегуваме и со таа многу голема реформа во здравството, која што ќе може побрзо да стигнеме до експерти, но исто така да креираме професионалци соодветни за потребите кои што ги имаме. Тука морам да ви кажам дека нема да се отвараат специализации само заради тоа што се тренд, туку ќе се отвараат специализации со намера и ќе знаеме во кој град, кој тип на професионалци ни требаат и ќе ги отвориме тие слободни места за тие градови. Паралелно на тоа, работиме заедно со Министерство за образование на креирање на национална 10-годишна стратегија, за да може и во профилот медицински сестри, техничари и медицинскиот факултет да произведуваме таков тип на здравствени профили колку што имаме потреба, бидејќи во моментот се произведуваат таков тип на профили без да имаме соодветни податоци колку ни треба. И тоа е лошо за државата, бидејќи ако тие не се снаоѓаат тука, автоматски втора шанса бараат надвор од државата и така расте голем број на наши доктори кои што навистина надвор покажуваат добри резултати да одат и да работат надвор од државата. Остануваме да следиме и во наредниот период. Ви благодарам што бевте денеска гостин во Директно. Благодарам на време. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите.